Добро вечер. Го следите централниот дневник на регионалната К1. Со настаните од регионот Македонија и светот одиме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Реномираниот сајт Selection ја рангира Македонија меѓу најдобрите инвестициски дестинации. Денеска се навршуваат 25 години откако загина 19-годишниот кавадарчанец Сашко Гешовски. Поради пожарот во Алберта, околу 90.000 жители се принудени да ги напуштат своите живеалишта. Според реномираниот магазин сајт Selection, кој ги рангираше најдобрите инвестициски дестинации во светот, Македонија е на 7-то место во Источна Европа, според големината на реализираните нови инвестиции, а трета во регионот кога тие ќе се поделат по глава на жител. И покрај политичката криза, Македонија според истражувањата на реновираните магазини и понатаму интересна дестинација за инвестирање. По последното скенирање, сајт Selection, Македонија се најде на третото место според бројот на Гринфилд проекти по глава на жител, но и на 7-мо место според бројот на Гринфилд проекти. По бројот на Гринфилд проекти по глава на жител, пред Македонија се Чешка и Унгарија. Глобалниот реномиран магазин сајт Selection направи анализа врз основа на најконкурентните дестинации за привлекување на Гринфилд инвестиции за минатата година, врз основа на бројот на компаниите кои ги започнале своите проекти, и Македонија е рангирана за Источна Европа на високото 7-мо место според бројот на Гринфилд проектите, а според бројот на Гринфилд проекти по глава на жител го завзеде високото 3-то место, што значи дека само Чешка и Унгарија се пред Македонија по бројот на Гринфилд проекти по глава на жител. Мизо потенцира дека во првите 4 месеци од оваа година компаниите кои што работат во технолошко-индустријските зони извезле готови производи во вкупна вредност од 565 милиони евра, што во споредба со истиот период минатата година е повеќе за 30,4%. Денеска се навршуваат 25 години откако на 6 мај 1991 година во Сплит загина 19-годишниот кавадарчанец, војник во тогашната JNA, Сашко Гешовски, кој беше првата жртва што го означи распадот на Југославија. Со командата на војно-поморската област во Сплит узнаваме дека во денешните немири во Сплит од огнено оружје загина војникот Сашо Гешовски од Кавадарци. На 6 мај кавадарчани се сеќаваат на загинувањето на младиот 19-годишен војник Сашко Гешовски од Кавадарци. Тој беше првата жртва што го означи распадот на Југославија. Загина на денешен ден во Сплит. Под превезот строго доверлива воена тајна, ово убиство остана мистерија. Денес неговото вечно почивалиште го посетија представници на Сојузот на борци од Кавадарци и припадници од армискиот полигон Криволак. Денеска го одбележуваме 25 годишнината од загинувањето на Сашко Гешовски, прва жртва на распаѓањето на Социјалистичка федеративна република Југославија. По тој повод делегација од Сојузот на борците од Кавадарци и делегација од гарнизонот Криволак ќе положиме свежо цвеќе на неговиот гроб. Кавадарци беше белег за распадот на Југославија. Ваквите настани треба да бидат лекции за денешницата, бидејќи историјата секогаш се повторува, смета градоначалникот Александар Панов. Кавадарци за среќа или за несреќа, повеќе за несреќа беше еден белег за распадот на Југославија. Секогаш ваквите настани, па и оваа лична жртва од фамилијата и на самиот Сашко, па и на сите кои што следеа после него, треба да ни бидат поука за денешницата, бидејќи историјата секогаш ни се повторува.
Сашко Гешовски на 6 мај 1991 година бил назначен за стражар на командата на воено-поморската област во Сплит, каде што протестирале над 30.000 демонстранти против тогашната ЈНА, пошто започнале безредија и престрелки. Еден од куршумите бил фатален за кавадарчанецот. До денес остана непознато од чии раце беше испукан куршумот што го усмрти кавадарчанецот. Поранешна ЈНА тврдела дека пукале демонстрантите, додека хрватските представници до денес тврдат дека куршумот е испукан од припадник на ЈНА. Неколку квадрати мермер околу гробот на кој се испишени името и годините и две слики, една од матура, а друга од чинот на заклетва во ЈНА, е последното почивалиште на Сашко Гешовски. Тој замина да си ја изврши својата обврска кон земјата, а загина далеку од дома на туѓа територија поради туѓи интереси и политики. Нека ти е вечна слава. За 2 дена двојно зголемен е бројот на заболените грла крупен добиток во земјава од болеста јазлеста кожа. Погодени се 8, а надлежните зазедоа заштитни зони во 40 општини. Вкупно 12 животни во 10 од гледувалишта манифестирале клинична слика, а 235 се афектирани, соопшти директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Поповски. 12 животни во 10 од гледувалишта манифестирале клиничка слика, а 235 животни афектирале болест чвореста кожа. Истата заклученост од денеска е потврдена во 8 општини, соопшти директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Поповски. Покрај усмртувањето и нештетно отстранување на заболените грла, превентивно се формирани и заштитни зони со радиус од 3 км околу жариштата каде болеста е потврдена, зони под надзор од радиус од 10 км околу жариштата и зони под ограничување во радиус од 50 км околу жариштата, истакна директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Поповски. Оваа зона од 50 км е зона каде што се претпоставува дека векторите може да прелетаат, бидејќи обсегот на пренесување на болеста преку вектори се претпоставува дека летаат до околу 50 км. За справување на болеста, владата на Република Македонија обезбеди 60 милиони денари кои се на располагање на Агенцијата за сузбивање на оваа болест. Иако прогнозата за ширење на болеста би била шпекулација со оглед на начинот на пренесувањето, се смета дека за еден месец би можеле да бидат афектирани 3000 животни. Според Поповски, временските услови дополнително помагаат во ширењето на болеста. По добените сознанија за појавата на чвореста кожа во соседните земји, Агенцијата за храна и ветеринарство реагирало на време. Веднаш била исконтактирана компанијата за вакцини, која впрочем е единствената компанија производител во светот. Ние веднаш ја исконтактиравме компанијата за набавка на вакцини, за бројот на вакцини кои ни е потребен и за времето кога ќе ни ги достава. Значи вакцините ги произведуваат за потребите само за афричкиот континент каде што е болеста. Капацитетот на производство не може да ги задоволат потребите ниту на Македонија, ниту на Бугарија, ниту на Грција. И затоа ние веќе стапивме со појавата во Грција и во Бугарија на болеста во контакт со таа компанија за да ги резервираме. Ние навремено стапивме во контакт и навремено ги резервиравме овие количини да ги имаме навремено. Одговарајќи на новинарско прашање, Поповски информира дека забраната за дистрибуирање млеко и месо која досега важеше за афектираните подрачја, сега се однесува само на одгледувалиштата каде болеста е потврдена. Млекото и месото ќе може да се предаваат во заштитните зони, но со одреден надзор. Обештетувањето на сточарите пак ќе се врши веднаш штом собственикот на усмртените грла поднесе соодветно барање, а истата ќе биде реализирана во најкраток можен рок со пари од буџетот на Агенцијата за храна и ветеринарство. Инаку болеста чвореста кожа е типична за африканскиот континент и досега се сметаше за екзотична, но од минатата година со поместување на некои температурни граници, поволни за преносителите на истата, преку Блискиот исток се прошири во Турција, а оттаму во Грција и Бугарија. Пријавувањето за добивање субвенции во земјоделството е во тек. Рокот за аплицирање е до 30 јуни годинава, а новина е тоа што барањата ќе се поднесуваат по електронски пат. Барање за субвенции до платежната агенција. Земјоделците ќе можат да поднесуваат преку компјутер до 30 јуни.
Потребните податоци барателот може да ги внесува самостојно или со помош на вработените во подрачните единици на Министерството за земјоделие и на Советодавната агенција. Новина е тоа што и секоја странка земјоделец ќе може од дома сам да се аплицира. Значи треба да се отвори сопствен мејл каде што ќе му дојде одредена шифра и врз основа на шифрата он ќе се аплицира. На почетокот оставаме на земјоделците, меѓутоа ја мислам дека грото, да речем 100% панија ќе го сработиме. Се подготвуваат барања за житни и за градинарски култури, одржување на лозови и овошни насади, како и за производство на сертифициран семенски и саден материјал. Исто така, вклучено е и сточарството за одгледување на говеда, овци, кози, свињи, пчели и на живина. И најважно е уште сега да спомнам за сите да си знаат што се работи за живата стока, капацитетот нивни што ќе го пријават треба да го држат во своите стада и да го имаат до 9 месец 2016 година. После 9 месец 2016 година они не се обврзани да го имаат кај нив, може слободно да го продаваат. Земјоделските стопанства кои се впишани во единствениот регистар се корисници на финансиската поддршка. Со парите од субвенциите ќе може да се врши и пребивање на долговите за неплатената закупнина, водарина и пашарина. Секторот за внатрешни работи Велес го одбележа денот на македонската полиција 7 мај. Денеска во просториите на полициска станица од општа надлежност Кавадарци и Неготино на свеченоста присуствуваа поканети гости од повеќе институции. Во полициска станица Велес на пригодната свеченост присуствуваа вработените во секторот. Од менаџерскиот тим беше упатена честитка до сите вработени, припадници на македонската полиција, со желби за поголем успех, поголеми достигнувања како на професионален план, така и на сите други полиња во животот. Вчера на стариот пат Удово Демир Капија од страна на полициски службеници било запрено товарно моторно возило и веко со српска национална ознака, управувано од НТ-23 од Република Србија, при што со возилото биле пренајдени 29 лица мигранти. Колешката Валентина Михајловска со повеќе детали. Против српскиот 23 годишен државјанин НТ поднесена е кривична пријава поради постоење на сомнение за сторено кривично дело криумчарење мигранти, соопшти Министерството за внатрешни работи. Имено во текот на вчерашниот ден околу 7 часот и 30 минути на стариот пат Удово Демир Капија во близина на раскрсница за село Клисура од страна на полициски службеници било запрено товарно моторно возило и веко со српска национална ознака, управувано од НТ, при што во возилото биле пронајдени 29 лица мигранти, од кои 4 лица од Пакистан и 25 од Авганистан. Лицата се приведени во полициската станица Неготино. Од страна на судија за претходна постапка на НТ му е одредена мерка притвор во траење од 30 дена. На стариот објект од поранешната општинска зграда во населбата Отовица се изгради нова зграда за пензионери и младенци. Овој објект ќе биде место за одмор и рекреација не само за отовичани, туку и за жителите од другите соседни населени места. На старите темери на поранешната општинска зграда во населбата Отовица се изгради нов објект за пензионери и младинци. Потребните средства за изведување на овие градежни работи ги обезбеди Сдруженијето на пензионери. Председателот Алексовски вели, ова ќе биде место за одмор и рекреација, не само за отовичани, туку и за жителите од другите соседни населени места. Извршиме го целосно реновирање и целосно градење со зајакнети ѕидови, не чине вкупно со се мебелот што го зедоме околу 20.000 евра, но тоа се заштедени пари од претходните генерации пензионери, од актуелните. Покрај оваа градба, Сдруженијето најавува и изградба на летниковец. Тој ќе биде лоциран во централниот дел на Отовица. Отовичани задоволни од новиот објект. Многу сме задоволни и ова е голем допринос за Отовица и Сојаклари. Многу убава работа. Ова беше бивша општина растурена. Растурена беше така да не личеше на зграда. Ама со помош на Сојузот на пензионерите се направи оваа зграда
за нас, за пензионерите и за младината. Така да сме многу задоволни. Покрај другарувањето во домот се предвидува 2 пати неделно да предстојува и лекар. Тој ќе ги советува пензионерите како да ги надминат здравствените проблеми. Во наредниот период и во останатите рурални општини, како Богомила, Ораовец и Подлес, предвидена е изградба на ваков тип објекти за пензионерите од третото доба. Веле сутре по 7 пат ќе биде домаќин на мотособир во организација на клубот Носачи на крстот. Целта на овој собир е да се промовира безбедното возење. Оваа година сите моторџи и бајкери се обединуваат под мотото. Не вози побрзо отколку што може твојот ангел чувар да те прати. По 7 пат мотособир во Велес, клубот Носачи на крстот и оваа година ги обединува мотоциклистите од меѓународни рамки на заедничко дефиле, дружба и музика. И оваа година центар на мотослучувањата ќе биде платото пред Мотел Македонија во близина на Велес. Настанот ќе започне утре 7, негде во 10 часот, каде што токму на ова место каде што во позадина може да се видат членовите на мотоклубот како ја бележат патеката за Кимканата. Тоа едно ќе можеме да видиме, да проследиме спретно возење во 3 категории: скутери, моторцикли до 600 и моторцикли над 600 кубика, па ќе проследиме едно такмичење во споро возење, па ќе проследиме нормално бајкерска дисциплина, пиење брзински пиво со цевче. Така да, за да некаде околу 18 часот се направи една колона од прилика од искуство од минатите години, од некаде 400 до 500 моторцикли и продефилира по улиците на град Велес. По дефилето ќе следи доделување на награди на најуспешните од надпреварувачките дисциплини. Музичката дружба започнува во вечерните часови. Музички одел, това е 20 часот. На бината ќе бидат поставени Crossroad Blues Band, фантастично добра група, македонци од Прилеп, за да некаде после 2 часа свирка ги заменат групата Бандикс. Тоа е трибют бенд од Београд, буквално живеат во кожата на AC/DC, што е многу добар настан за буквално сите рокери, да не кажам само моторчи. Од мотоклубот Носачи на крстот како организатори ги повикуваат сите мотоциклисти, но и сите граѓани, љубители на овој спорт на заедничка дружба. Не е ова настан само што треба да бидат присутни моторџи и бајкери, ова е настан буквално за целата нација македонска. Повелете, дојдете да се забавуваме, да поминете еден преубав, може да кажам, викенд, со тоа што нормално изостана, да кажам дека имаме место за сместување во самиот мотел и место за сместување во камп, каде што е кампот нормално бесплатен, а по прикладни цени може да увидите сместувањето во мотелот. Во кампинг зоната веќе се пристигнати и првите мотоциклисти. Како и претходните години, очекувањата се на собирот да продефилираат повеќе од 1000 мотоцикли. Меѓу другото, целта на овој собир е да се промовира безбедното возење. Оваа година сите моторџи и бајкери се обединуваат под мотото. Не вози побрзо отколку што може твојот ангел чувар да те прати. Викендов Кавадарци ќе биде домаќин на меѓународниот фестивал на детски и младински хорови. Надпреварувачкиот дел на фестивалот започнува денеска со настап на хорот Хармосини од Скопје и Народниот оркестар на музичкото училиште Лазо Мица Фрале од Кавадарци. Кавадарци од денеска е домаќин на меѓународниот фестивал на детски и младински хорови. Викендот во салата на Домот на културата Иван Мазов Климе ќе се одржи 29-то издание поред на овој фестивал, на кој ќе се представат ученици од повеќе градови од Македонија и од збратимените општини од соседните земји. Оваа година, за разлика од порано, е променето клишето на одржувањето на фестивалот, така да нема да биде она стандардно клише надпреварувачко помеѓу учениците, односно учесниците на во рамките на овој настан, членови на хоровите во младинска и во пионерска конкуренција, него во рамките на категоризацијата. Значи категорија на меѓународни хорови, категорија на пионерски хорови, на младински хорови и секоја категорија. Оваа година ќе имаме и еден или два хора кои ќе настапат со така наречената хорови кои што
преферираат така наречена црковна музика и секако познатиот Хармосини. Надпреварувачкиот дел на фестивалот започнува од денеска со настап на хорот Хармосини од Скопје и Народниот оркестар на Општинското музичко и балетско училиште Лазо Мице Фрале од Кавадарци. Фестивалот и оваа година е под покровителство на градоначалникот и Советот на Општина Кавадарци, а во организација на Сдруженијето на детски и младински хорови. Интуитивна исповед е насловот на самостојна изложба на ликовниот уметник Гордана Винчик. Таа вчера вечер со 18 дела се представи пред кавадаречките љубители на уметноста во Домот на културата Иван Мазов Климе. Со 18 дела под наслов Интуитивна исповед, ликовниот уметник Гордана Винчич се представи пред кавадаречката публика. Изложени беа цртежи, женски актови, комбинирана техника, јаглен, пастел и тушна хартија. Делата на Гордана сами по себе се наративни и носат длабока мистичност. Како што академската ликовна сцена го нарекува представувањето на голата женска или машка фигура, а понекогаш и цела констатација на разголени фигури, е тема глорификувана на многу гениални уметници во историјата на уметноста. Тука мислам пред се на античката и на ренесансната традиција која од уметноста на актот направи вистински култ. Авторката преку своите дела ги спојува уметноста и личниот развој, а главниот поттик е фасцинираноста од посветеното знаење и мудрост кои секој човек ги носи во себе. За своето творештво Винчич рече дека со создавањето на незините дела таа го надминала срамот, доживеала ослободување од поттиснатите емоции. Желбата за поставување на еден женски херој е токму инспирацијата која ја поттикнала Винчич да ги создаде овие дела во Македонија. И зошто да се ослободи човек од срамот? Тоа е да може да биде самиот себе, да биде значи без маски. И јас сакам да покажам или да споделам дека е многу важно жената да нема срам. Гордана Винчич е родена во Скопје, а живее и твори во Малме, Шведска. Иако Гордана професионално работи како ликовен уметник повеќе од 10 години, студира на Ликовната академија во Малме од 2015 година. Во февруари 2016 година Винчич ја издаде првата книга Лицата на Александар и градот со 7 капии. По повод празникот 9 мај и 20 години од првите зачетоци на денешниот секретаријат за европски прашања, секретаријатот во соработка со Македонската академија на науките и уметностите организираат научна конференција Република Македонија на патот кон Европска унија 2020. Вестите од Македонија во продолжение. Секретаријатот за европски прашања ја одбележа 20 годишнината од официјалното воспоставување на односите со Европската унија, како и Денот на Европа 9 мај. Научната конференција Република Македонија на патот кон ЕУ, искуства, предизвици и перспективи беше организирана во соработка со Македонската академија на науките и уметностите. Целта на нашите две институции е да се обидеме да извлечеме максимум од нашиот државен научен потенцијал и со синергија сите да помогнеме за да се постигнат нашите стратешки цели, а тоа е членството во Европската унија и членството на земјата во НАТО. За Македонија не постои развојна перспектива надвор од Европската унија, порача председателот на МАНУ, академик Таки Фити. Со оглед на големината на пазарот, со оглед на нашата географска припадност кон овој регион, со оглед на фактот што имаме ние многу мала економија и нашите предпријатија не можат да бидат конкурентни и да остварат економија од обем без еден така широк, силен пазар како што е оној на Европската унија, со преку 500 милиони луѓе, со огромна куповна моќ, што произлегува се разбира и од бројноста на населението, но и од високиот доход по глава жител во Европската унија. На конференцијата се обрати и евроамбасадорот Иво Орав, кој порача дека мора да се реши политичката состојба во земјата и дека ЕУ укажува на недостатоците кои треба да се отстранат за да продолжи евроинтегративниот процес на земјата. Од минатата година препораката е условена со исполнувањето на Пржинскиот договор и со постигнување видлив напредок во реформите за најважните прашања. А каде е земјата денес? Што политичките лидери направија за да ја променат насоката?
Сведоци сме на сериозна политичка криза која има длабоки корени и големо непочитување на владењето на правото. Нема време за губење, тоа мора да се поправи веднаш. Своје обраќање имаше американскиот амбасадор Джес Бейли, кој додаде дека САД во изминатите 20 години преку различни програми помагаат Македонија да ги исполни критериумите за членство во ЕУ, истовремено помагаат во решавањето на политичкиот конфликт во земјата и во достигнувањето на стандардите во владењето на правото. Владо Мисајловски, министерот за транспорт и врски, учествува на втората меѓународна конференција дозволи за конкурентен регион, што се одржува во Тирана. Целта на истата е да се презентираат предностите на електронското издавање на градежни дозволи. Мисајловски ги презентираше реформите што ги спроведе земјава во делот на електронското издавање на градежни дозволи. Тој истакна дека почнувајќи од 1 јуни 2013 постапката за издавање на одобрение за градење за сите видови на градби во Република Македонија се спроведува на електронски начин, преку информацијски систем одобрение за градење, а од 1 ноември 2013 преку истиот систем на електронски начин се спроведуваат и сите останати постапки за добивање на одобренија во делот на градежништвото. Република Македонија е рангирана на 10-то место во светот и на прво место во Европа и Централна Азија во последниот извештај на Doing Business со воведувањето на оваа реформа. Поради огромниот пожар во Алберта, околу 90.000 жители се принудени да ги напуштат своите живеалишта. Над 70 лица се убиени во судири во близина на градот Алепо. Ова се настаните од светот. Шумскиот пожар во канадската провинција Алберта зафати 850 квадратни километри. Речиси 90.000 жители на градот Форт Макмареј се принудени да ги напуштат своите живеалишта. Постои опасност пожарот да ги зафати и околните населени места, каде се наоѓаат и дел од веќе евакуираните граѓани. Ваквата ситуација ќе потрае со денови, предупредуваат властите. Стотици пожарникари се борат со огнот, а се користат и хеликоптери и авиони. Не се пријавени жртви во пожарот, но загинати има во сообраќајка на патот кој се користи за евакуација. Уништени се околу 1600 домови и други градби. Од Сирискиот центар за наблюдување на човековите права соопштуваат дека над 70 лица се убиени изминатите 24 часа во жестоките судири меѓу силите на сирискиот режим и сирискиот огранок на Ал-Каеда и неговите сојузници југозападно од Алепо. Рано изутрината фронтот на Ал-Нусра и исламистичките сојузници го зазедоа населеното место Хан Туман и околните села во близина на Алепо по околу 24 часовни судири. Центарот информира дека најмалку 43 борци на Ал-Нусра и нивните сојузници, како и 30 припадници од силите на режимот и милициите загинале во борбите. Силите на режимот на председателот Башар Ал-Асад во декември ги протераа Ал-Нусра и нивните сојузници од Хал Туман. Директорот на центарот Рамија Абдул Рахман изјавил дека враќањето на Хан Туман во околните села значи дека е пробиена линијата на одбрана на режимот јужно од вториот по големина град во земјата. Денес во Грција започна тридневниот генерален штрајк. Причина за истиот се новите мерки за штедење кои се предложени за гласање во парламентот. Поради штрајкот не работат државните служби, некои компании од приватниот сектор, јавниот транспорт не функционира, а штрајкуваат и новинарите. Болниците ќе работат само за итни случаи. До вторник фериботите нема да пловат кон и од грчките острови, со оглед на тоа што на островите веќе има туристи. Грчките власти вчера се обидоа да преговараат со синдикатите на пристанишните работници да се пушта барем по еден ферибот, но не бил постигнат договорот. За пратениците во грчкиот парламент, дискутабилна тема беше и проектот за реформите во пензискиот систем, кои треба да се спроведат во согласност со договорот со кредиторите. Во недела доцна навечер, според информациите објавени од грчките медиуми, за предлог законот треба да се гласа.
Времето утре ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Попладне ќе има локален развој на нестабилна облачност. Да ги погледнеме деталите. Благодарам на вниманието, почитувани. Имајте пријатна вечер со програмата на К1.